Девето оделение. Стасовме до последниот час. Стасавме и до вас. Знам дека со нетрпение чекавте да почнете да учите математика. Едва и чекате во овие денови и мигови додека врне снег вие да вежбате математика. Ајде, учителке, повели. Значи, со девето оделинците имаме решавање едноставен систем од две линеарни равенки со метод на елиминација. Сега, нека ни е даден системот Може јас да пишувам? Ајде. 3x 3x плюс 2y плюс 2y еднакво на 13 еднакво на 13 и под него 3x плюс 6y 3x плюс 6y еднакво на 21. 21. Така. И само, Цветко, ова ни е знакот со кој што равенките се ставаат во систем. Тоа значи дека заедно истовремено треба да ги решаваме. Сега, кога решаваме систем од линеарни равенки со две непознати, постојат неколку методи. Ова е едниот, значи, од методите, метод на елиминација, и самото име метод на елиминација ни кажува дека нешто ќе треба да елиминираме. Односно, бидејќи забележуваме дека во равенките имаме две променливи. Тоа значи дека нема да може веднаш да најдеме вредноста за двете. Па затоа потребно ни е едната да ја елиминираме, за да може да најдеме вредност на останатата. Како ќе го направиме тоа? Овдека што може да забележиме? Дека и во горната и во долната равенка имаме 3x. Па ако ги одземеме равенките, веднаш ќе ни се елиминира непознатата x. Сега, како оди постапката, значи, на испишување? Ќе одземам, значи, наше избор дали ќе одземаме во првата или во втората равенка, гледаме каде ќе ни биде поедноставно, односно каде имаме поголем број. Бидејќи забележуваме дека овдека 6y имаме, а горе имаме 2, полесно ќе ни биде да одземаме во втората. Значи, првата равенка ќе ја препишеме. 3x плюс 2y еднакво на 13. Сега долу, значи, ја препишуваме дадената равенка, што е тука 3x плюс 6y. И сега што внимаваме? Кога ги одземаме равенките? Одземаме лева со лева страна, десна со десна страна. Значи, еве левата страна од долната равенка, од незе сега треба да ја одземеме горната равенка. Значи, ќе имаме минус 3x минус 2y. Чекај да го напишам двојчето убаво. 2, ова е двојка. 2y. Тоа е еднакво на, овдека имавме 21 од десната страна, минус 13 од горната равенка. Минус 13. Така. Само да го ставиме знакот за систем. Сега, првата равенка, значи, ја препишуваме, додека не добиеме во долната равенка број кој што може да го замениме. 3x плюс 2y еднакво на 13. И сега погледни, Цветко. 3x и минус 3x ќе ни се уништат. Да. И што ни остана од левата страна? 6y минус 2y. А 6 минус 2 е 4, значи од левата страна ќе ни остане 4y еднакво 21 минус 13, тоа е 8. И сега веќе во втората равенка добивме всушност равенка со една непозната која што е едноставно да се реши. Да. Одеме, значи овдека што ми имаме да множи четворката, за да се ослободиме од незе ќе треба да поделиме со 2, со 4, бидејќи y треба да ни остане сам. Така, ќе добиеме за y, значи дека е 2, y еднакво на 2. Сега се враќаме во првата равенка да ја замениме вредноста на y-от која што ја најдовме, значи ќе имаме 3x. 3x. Чекај.
3х. плюс 2 Два по по 2, така. 2 по 2. Значи на местото на Така. y го заменуваме резултатот Еднакво. да е еднакво на 13. 13. Само И се- знакот за систем. Да. Така, Сега препишуваме горе пак. така. Y еднакво на 2, Y е еднакво на 2. а долу ќе добиеме 3x 3х плюс 4, бидејќи 2 по 2 ни е Така. 4, да е еднакво на еднакво на 13. 13. Односно, сега и овде добивме равенка со една непозната, која што може веќе да ја Да ја решиме. Така. Значи, y еднакво на 2, од првата Y равенка е имаме, еднакво на 2. а долу веќе имаме 3x, дека е еднакво. 3 по 3. Вака, само да... Ете. Мислам дека е доволно. Доволно ќе биде, Така? да, да. Ајде. Значи, ни остана y да е еднакво на 2 од предходната, а долу имаме 3x дека е еднакво на 13 минус 4, тоа ни е 9. И сега овдека за x-от да остане сам, 9. треба да поделиме Делено со со 3 и конечно добиваме дека x-от е еднаков на 9 делено на 3 е 3 и y-от само ја препишуваме таа равенка еднакво на 2. Значи решението е Решението е x е еднакво Овде. на 3, а y е еднакво на 2. Вау. Да бришам се. Да, Одлично. одиме со нов систем. Избришав се. Ние можеме нешто да поразговараме со нашата учителка по математика. Еве само усно ќе им објасниме Важи. на учениците уште нешто кога станува збор за решавањето со метод на елиминација. Значи првиот пример каде што го видовме, двете равенки ги одземавме за да може да елиминираме едната променлива. Понекогаш, значи во зависност од тоа кои се коефициентите пред променливите, значи тоа ни се броевите пред x-от и y-от, во зависност од тоа какви се во првата и во втората равенка, ако се исти, ги одземаме значи равенките, но во некој случај може да ни се погоди да бидат различни. Односно, кај едната, нели примерот овдека ни беше 3x и во првата равенка Да, и во втората равенка беше 3x. Но ако случајот беше во првата равенка да имавме 3x, а во втората да имавме минус 3x, значи наместо плюс 3x, во тој случај ако одземавме немаше ништо да добиеме. Бидејќи ќе добиевме, ако одземевме од минус 3, другото минус 3, ќе добиевме минус 6x и ќе ни се усложнеше само задачата. Затоа, значи во таквата ситуација, наместо да ги одземаме равенките, ќе ги собереме. Бидејќи минус 3, кога ќе му додадеме плюс 3, станува 0. Да, станува 0 и се... Така, и на тој начин се елиминира променливата x. И ни останува повторно, како и во претходниот случај, да работиме само по y да го најдеме колку ќе ни биде, а откако ќе ја најдеме вредноста на y-от, таа вредност да ја замениме во претходната равенка и да ја најдеме вредноста на x-от. Значи, метод на елиминација ни се состои во елиминирање на едната од променливите, на тој начин што, во зависност од коефициентите пред променливите, ако имаме исти коефициенти, тогаш равенките ги одземаме, ако имаме спротивни коефициенти, тогаш ги собираме равенките. Цветко, дали знаеше дека овој метод уште е познат и како метод на спротивни коефициенти? Предпоставувам не ти е познато. Не ми е познато. Така? Метод Не. на спротивни Метод на коефициенти. спротивни коефициенти. Звучи нешто многу комплицирано. Да, Да. поедноставно ти звучи метод на елиминација? Па, да. Да. Метод на спротивни коефициенти може да кажеме зошто, бидејќи што е целта за да може да ги поништиме, да ја добиеме спротивни броеви, за да елиминираме променливата. Значи, 3x минус 3x. Спротивни се броевите И се елиминира. и се елиминираат. Затоа се Точно. вика спротивни коефициенти, бидејќи бројот пред променливата ни се вика коефициент. Затоа е
спротив метод на спротивни коефициенти. Така. Па ви благодарам, учителке, да ви кажам, многу работи научив денес. Да, многу работи научихме. Марија, да денеска. повториме што се научивме. Да се многу, вратиме уште од многу предшколска работи. кога учевме. Да, За да. рециклирање, за селектирање, за здрава, чиста животна средина. Потоа почнавме да учиме за множење, собирање со Делење. кости. Да, јас си добив беч за екологист И на јас денот. исто, само не знам каде го оставив. Да, се надевам и вие, драги деца, уживавте, се дружевме, утре повторно ќе се видиме. Благодарам на сите учителки, бидете умни, мијте ги рацете, проветрувајте дома и кога ќе помине сето ова, ќе ни биде многу на сите подобро. Да. Чао, чао. Чао, поздрав, јухи, Чао. еј!